Добро вечер. Каде и како потфрла ланецот на исхрана на децата во градинките и училиштата? Како е поставен системот, кој ги контролира приватните оператори и училишните кујни? Кој го контролира ланецот на набавка на суровини, подготовка, чување, сервисирање? Кои се ризиците? Што покажуваат инспекциите? Колку се внимава на хигиената во секој чекор од процесот? Како да се препознаат симптомите на труење уште во рана фаза? Како да се намали ризикот од труење на децата со храна? Какви последици по организмот на едно дете може да остави труење со храна? Ова се темите и прашањата на кои што вечерва во студиото на Топ Тема ќе разговарам со моите гости. Професор доктор Никола Пановски, микробиолог. Добро вечер. Добро дојдовте. Добре најдов. Светлана Коларич, државен советник за храна во Агенцијата за храна и ветеринарство. Добро вечер. И во студиото е и Кирил Лазов, директор на Државниот здравствен и санитарен инспекторат. Добро вечер. Благодарам. Доктор Пановски, почнувам со вас. Пред неколку часа ИЈЗ, Институтот за јавно здравје, излезе со првичните резултати од анализата на брисовите бактерија во мусаката, како што очекувавте, во чешми и кај една вработена ентеробактерии. Појаснете им на гледачите зашто станува збор. Каква е оваа бактерија, колку е опасна, колку трае процес на инкубација пред да се појават симптомите, со оглед дека веќе кога беше проблемот со Димо Хаџидимов во јавност, деца веќе беа хоспитализирани во вторникот. Значи, бактерија во мусаката не значи ништо, бидејќи мусаката се испекла. Тоа значи дека има нехигиена, дека некој дел од таа ја допрал со немиени раце, меѓутоа таа не може сите да се разболат. Може допрал некој дел од тавата или во... Кога мислев ја за ентеробактерии, дека може меленото месо, особено со салмонела, да биде претходно загадено и при печењето, ако има многу бактерии, тоа е размножено, значи, да има ендотоксин, распаднати делови од бактерија кои може да дадат за кратко време овие симптоми. Инаку ентеробактерија, да кажем за гледачите, ништо не значи. Тоа е најголемата фамилија на бактерии и ги има преку 100 видови. Да ги спомнам само Ешерихија коли, која сите ја имаме во огромни количини, клепсиела која сите ја имаме, протеус кој сите го имаме кај нас, и тоа имаме Ешерихија опасни, 99% се неопасни, салмонела, шигела и можем да ви наредам уште 20. Така да ентеробактерија значи дека и во чешмите дека немало доволно хигиенско работење, најчесто пренесена од рацете, неизмени раце, и во водата ентеробактерија, особено Ешерихија коли, е индикатор дека може и некоја патогена да биде. Да каже салмонела најдовме, друг му веќе правиме. А дека нашли ентеробактерија на чешма, нормално е децата кои ќе излезат од WC, рацете треба да ги измијат. Пред да ги измијат, сваќаат словината и така натаму. Да не зборам тоа и возрастните и децата. Тоа може треба некоја обука како и тоа да се прави. Меѓутоа тоа ништо не значи. Тоа значи сега за сега. Хигиена. Што имаш уште нешто прашање, не знам, тоа е за... Тоа беше процесот на инкубација. Значи, збореле за процес на инкубација, пред се тука е салмонелата, од 2 до 5 дена. Значи, ако е, меѓутоа треба да е жива бактерија. Во мусаката не може да има толкав број на живи бактерии за да зарази толкав број на деца. Разбирате, треба да не се може да има резултатите. Само интоксикација од бактерии кои претходно биле од ендотоксин. Значи, зависи што. Кога се работи за токсин, инкубацијата е од 1 до 5-6 сата. Значи, имаме 3 вида. Алиментарна интоксикација, кога се внесува готов токсин, излачен најчесто од бактерии, поред од габи, во храна. Можам после и кажем кои се тие најчести, ки има веројатно прашање. Тоа е интоксикација, кај што и по 1 сат до 6-7 сата се јавува болки и повраќање. Па имаме алиментарна токсикоинфекција, кај што има токсин, како што го спомнав, меѓутоа и живи бактерии се внесени, така да и таа почнува брзо, меѓутоа продолжува со инфекција која може да трае недела, 2, се зборам најчесто за салмонела или за дизентерија, кампилобактери и така натаму, и алиментарна инфекција, најчесто се тоа
и вирусни болести, салмонели, дизентерија и други кампилобактер, кај што праѓаат најмалку еден ден, зависи од микроорганизмот, до 5-6 дена инкубација, кај што се јавува, почнува со инфекција. Најчесто не почнува со повраќање како кај токсини, туку со диареја и со температура и така натаму. Тие се тие трите вида. Значи ќе море сепак да ги причекаме што малци за Ова точно. последно дури не се вика труење со храна, туку се вика цревна инфекција, добиена преку храна. Не труење веќе нема отров, директно. Народски се вика и труење, мислам, да не се разбереме погрешно. Али Да, народски е труење, но медицински не. Да, инфекција. Директоре Лазов, бактерија, чешми, храна вработена во кујна, значи дека санитарните прописи не биле баш запазени како што треба. Дали протокол нарушен, неисполнет, не знам. Кажете ми што е следниот чекор на инспекторатот, што наложи, што направи, што ќе направи. Во поглед со Димо Хаџидимов. Кога имаме епидемиолошки индиции, согласно националниот протокол за постапување на надлежни институции, при појава сомнеш за алиментарни инфекции и интоксикации, по кој што национален протокол постапуваме ние како Државен санитарен и здравствен инспекторат, Агенцијата за храна и ветеринарство, Регионалниот центар за јавно здравје и Институтот за јавно здравје, Државниот санитарен и здравствен инспекторат, согласно своите надлежности, ја затвори кујната со жолта лента, на која што лента има печат, има датум на неговото затварање и даде решение за забрана. Во тоа решение, покрај забраната, имаме наложено и мерки кои што треба да ги спроведе операторот. И тие мерки се воредно чистење на објектот каде што се вршело промет и... Знаеш, кујната и трпезаријата, значи не целото училиште. Така е во кујната. Значи воредно чистење, воредна дезинфекција, дезинсекција и дератизација, воредни здравствено-хигиенски мерки за вработените и на тоа е изготвен Што значи воредно здравствено-хигиенски мерки за вработените? Тоа значи дека сите вработени се должни да се направи бриз од грло, нос и испирок од раце. И исто така се прави записник и се затвара кујната. Добро. Сега за сега, тоа е процедурата. Подолго во емисијата ќе прашам како ќе ја отвориме кујната, кога ќе заврши процесот. Стигаме до АХВ. Агенција за храна и ветеринарство. Што направи АХВ во случајот со Димо Хаџидимов? Кои се вашите надлежности? Од кого ќе барате одговор? Дали лоциравте одговорност? Од кого ќе барате одговорност? Дали можете да барате одговорност? Што утврди АХВ со овој случај? Агенцијата за храна и ветеринарство е одговорна за координација на законодавството, меѓутоа и контролните систем, спроведување на контролниот систем во областа безбедност на храна. Односно, постоиме за да превенираме пренесување на болести преку храна кај човекот, пренесување на болести од животните на другите животни и на човекот, како и контрола на севкупниот интегриран систем на храна, започнувајќи од нива, завршувајќи на трпеза. Тоа значи дека под наша надлежност се сите оператори за храна. Операторите за храна ги делиме во две групи. Едни се оние кои што се одобруваат и тамо се произведува, се манипулира, преработува, доработува, пакува храна од животинско потекло. Другите се оператори со храна кои што каде што се обработува, подготвува, манипулира храна од неживотинско потекло.
Во случајов станува збор за училишна кујна, училишните кујни, еве, да бидам и појасна за гледачите, училишните кујни, кујните во градинките, кујните во болниците, кујните во старачките домови припаѓаат во оваа група и се под наша надлежност. Тоа значи дека ние правиме повеќе годишен контролен план и годишен контролен план. Ови вид на објекти се во групата со висок ризик, затоа што всушност станува збор за лица кои што се хранат, а се во ранливите категории. Односно, деца, предшколска и школска возраст, повозрасни лица, болни лица, како и лица со намален имунитет. Во нашиот годишен план предвидени се 3 контроли во периодот на календарската година, на учебната година, односно 2 контроли годишно. Тој дел е покриен. Но обврската на операторот со храна е комплетно да го имплементира HACCP системот. HACCP системот значи дека операторот со храна мора да ги анализира сите опасности во секој чекор на самиот процес на преработка на храна и при тоа да најде начини преку добра производна пракса и добра хигиенска пракса, односно тие 12 предусловни програми кои што секој оператор мора да ги има и мора да ги прави секојдневно, дел од нив, еден дел од нив секојдневно, дел од нив месечно, дел од нив на 6 месечно, на 6 месечен период и при тоа да гарантира дека храната која што ќе ја послужи е безбедна. Или во храната може да има опасности, но тие опасности мора да бидат на минимално прифатливо ниво. Ниво каде што опасноста нема да предизвика никаква последица по здравјето на човекот. Вчера заедно, ние работиме всушност заеднички, координиран систем. Зашто? Затоа што сме двете институции, координирани сме, неколку институции, Институтот за јавно здравје, Санитарниот и здравствен инспекторат, инспекторите за храна. Работиме по национален протокол, тој е подпишан, донесен, такви се процедурите и во Европа, такви се процедурите и кај нас. Се пристапува од повеќе агли, значи, буквално, тука се присутни епидемиолози, присутни се инспектори за храна, присутен е здравствениот инспектор, може да биде специјалист, бил завчера, во вторникот, кога беше случајот, 2 епидемиолози, земени се мостри, мострите се земени од технички лица, кои што се акредитирани за земање на мостра, под надзор од нашите службени лица, и тоа е таа обврска која што е завршена. Резултатите, реално пред да дојдам во емисија, ние уште официјално ги немавме добиено. За сега се првични, заради тоа се тие резултати. Кога ќе се добијат резултатите, повторно координативното тело седнува, ги разгледува сите резултати, се бара начин дали ќе оди на подетална анализа. Во суштина, сега веќе ги слушаме бактериите, станува збор некако дека станува збор за состојба која што е во самата кујна на училиштето. Ако беше состојба каде што можеби причинителот е од месо, ајде да слеземе на чекорите од каде доаѓа месо, се враќаме назад. Буквално целиот систем на пат од суровина до трпеза треба да го изодиме и да детектираме каде навистина е проблемот. Бидејќи еве слушаме дека станува збор за ентеробактерии, Staphylococcus aureus во носот вработен, веќе станува збор за здравствен статус кај вработен. Треба да се види дали вработениот имал санитарна книжка, но и да имал санитарна книжка, може, Staphylococcus aureus, вчера, завчера, не знам, кога да влегла бактеријата во носот, дел од вработените се клицоносители, може да има бактеријата, да нема симптоми, може вработениот бил болен, но не пријавил. Тој вработен да е причината, изворот за се и стотина деца и нивните родители и наставници. Дури видов на Фејсбук и градоначалникот на Карпош напиша дека и он имал стомачни проблеми. Сега не знам дали потекнува баш од училиштето, но ќе видиме, значи, откако ќе се видат сите резултати. Добро, вообичаено е веќе 48 часот кога се земе немострите да нема уште, мислам да нема. Има првични резултати, до кога ќе траат анализите во ИАС? Мора да се направи типизација. Значи, некаде до 5 дена рачунаме дека треба да одиме, и професорот може да потврди, кога станува збор за бактерии,
72 часа до 5 дена мора да рекој имаме за водата конечни дека ќе остаат уште еден резултати. ден. Не смееме да брзаме, бидејќи имаме епидемија на Во ред, заразно кога заболување. ќе се лоцира одговорноста, ако се лоцира, а мора да се лоцира, тогаш настапува АХВ. Што правиме тогаш? АХВ е буквално цело време во процесот, надлежна, јасно. во целиот процес. Меѓутоа, кога веќе станува збор за симптоми кај луѓе, мора да се вклучат другите служби. Јасно, велам механизмите ваши. Да, затворена ги е активират. кујната, со Така. решение се наредени мерките, тоа е истото И што го вие, зборувам. и ДЗС, така е? Значи заедничко Добро. координирано. Се кажува сето она, да не го повторувам, тоа што го кажа доктор Лазов. После самото решение, после тоа повторно се чисти, се врши, нели, дезинфекција, Не, ќе збориме за кога се отвора. дератизација. Например, еве сега, кој е ризикот? Но мора да бидат последо. Затворена е кујната. После тоа, што се детектира? Иако се утврди дека станува збор за проблем хигиена на процес. Хигиена на процес кажува дека детална механичко чистење, миење, дезинфекција и повторно земање на брисеви од сите работни површини, повторување, откако сите резултати ќе бидат негативни, тогаш кујната се отвара. Но се изрекува глоба, секако. Добро, тоа се прашував. изрекува глоба. Колку ќе биде глобата се зависи во која категорија е операторот со храна. Затоа што имаме микротрговци, Јасно. мали, средни, големи. Во која категорија е, тоа одредува Централниот регистар, во тековната состојба е категоризиран. Во зависност, нели, од категоријата, толкава ќе биде и глобата која што треба да ја плати операторот со храна. Професор Епановски, заборавив, испуштив да ве прашам, од испитувањата покажали дека едно од двете хоспитализирани деца на детската клиника има норовирус. Што значи тоа? Дали е, колку може да се заразат, колку е тој вирус опасен? Да, значи немам податоци за Првичните се истото. епидемиолошката анкета. Да. Значи има многу работи. Прво да се види дали истата храна која таа централна кујна однесена во други училишта. Колку знам, ако таму нема случај, второ при епидемиолошка анкета треба да се види кој дете што јадело. Дали само овие оболеа што јаделе храна или оболеле и други. Ако оболеле и други, тоаш доаѓа во предвид некој вирус кој може да се пренесе со нечисти раце. Меѓутоа, ако е вирус, ќе оболат, и тоа ја не знам, во едно одделение ќе оболат половината, да речеме трето одделение. Да. А во девето, кај што немаат контакт толку, на друг спрат, само се разминуваат, ќе оболи едно, две или ниедно. Значи тоа се може, анкетата може 99% да покаже што е. Може нема каже кој вирус е или која бактерија, дали е инфекција или е некој токсин хемиски или не знам што. И трета работа, од тоа што го гледам ја, меѓутоа изгледа дека не точно сум слушал, односно не точно сум информиран, дека това како гледаш на телевизија, дека во вторник ли, која беше, Така, си вторник. отишле децата дома, кој е по 5 сата, кој е по 10 сата, почиња да повраќа. Тоа, ако е само така, нема шанси со вирусот. На вирусот му треба бар еден ден. Неофицијално имало кој и ќе пред Да, затоа викам јас, вторникот, од ова што го ама знам, не го знам за да одговорам. Исто. Значи, ако е вирус, едно ќе се разболи ноќта. Најмногу, што несло вирус или што има. Па друго, па и тоа инкубацијата кај норовирусот е од 1 до 3 дена. Значи, просек сите по 2-3 дена ќе се разболат. Најмногу негде после дена. Овде ја како што го гледам од страна преку медиуми е како да сите во вторникот, ничко. во вторникот почнале. Ако и е тоа норовирус, би наликува требало на- вчера или денес, наликува на внесување на или хемиски, што не верувам, или некој токсин. Го спомнаме стафилококот. Стафилококус ауреус. Кај таа жена ништо не значи доколку тој стафилокок не се докаже дека создава ентеротоксин. Значи има стафилококи ентеротоксични. Што е тој ентеротоксин? Тој е протеин. И храна која се пече на 100 степени, па дури и на 70 отпаѓа, се распаѓа тој токсин. За разлика од ендотоксинот кој преживува, кој го спомнал кај ентеробактер, овој се распаѓа. Значи отпаѓа се што е термички обработено. Што останува? Значи не само носот, не смет да има вие чиреви, фурункули на рацете. Значи тоа го гледаат при санитарен преглед. И сега да речеме тој работи, може и настината и му капе од носот у некој крем или сладолед, тоа најчесто сладкарници, или од овие гнојаници. И ако се остави тој
таа материја, меѓутоа кажам, тоа се материи што не се печат. Јасно. Се остаje негде топло во кујната полувреме, стафилококот се размножува, он не предизвикува ништо кој ќе го голтиме. Туку лачи токсин во храната и детето, односно ние несуваме готов токсин. Дури ако има голема количина на токсин, сме имале случаи во сладкарници да биде и опасно по живот кога пациентот од токсикологија ќе испие едно 20 литри лимонада и истата ќе поврати да се испере преку ноќ да преживее, да се испере токсинот. Има и најстрашен, овој што го користат повеќе женски пол, ботулинизам токсин, тој се добива преку јадење на конзерви, затоа не зборуваме, меѓутоа кажам дека тој е со голема процентна смртност, особено кај мали деца и бебиња. Значи, овде, ако е стафилокок, ако има врска жената, треба да се докаже дали е ентеротоксичен. Јасно. И втора работа, во храната, тоа се може салати или некои кремови, значи некоја што не е третирана, не знам што јаделе, има гледам институтот Видас систем да се докаже ентеротоксин на стафилокок во храна. Значи не мора никаква жива бактерија да е битна, ако е вистина дека сите оболеле меѓу 6 и 10 сати. Ако оболувале постепено, може да е норовирус. Меѓутоа и кај едното и кај другото е само еден случај. Најрелевантно е тоа што ќе се најкај децата, меѓутоа кај едно дете од 50, не знам колку се испитани. Дури, да, не знам колку се испитани, ама над 100 имале некакви симптоми. Може да е случаен, а откако што е случаен? Така е. Градоначалников кој сакаше да смири јавноста, не дека он има поврзано со инфекцијата или со. Овде одиме со првиот блок на реклами и потоа се враќаме да продолжиме со дебатата да видиме што се следните чекори на државните институции. Во моментов, односно, како што кажа и представниците на АХВ и ДЗС, кујната во Димо Хаџидимов е затворена. Денеска викендов ќе биде дезинфекција, дератизација и се. Сега, додека траат анализите во ИЈЗ, и дур не се завршат сите анализи лабораториски, потоа се оди како, кога ДЗС или АХВ ќе ги тргнат лентите, бидејќи и двете институции имате ставено. Што треба сега да се случи за повторно да профункционира кујната во Димо Хаџидимов и повторно операторот да си ја работи својата работа? Почнуваме со вас. Значи, направена мора да координира инспекцијски надзор и секој од својата надлежност си има постапено, како што кажа колешката Коларич, ние како Дезервен санитарен здравствен инспекторат во делот на нашата надлежност имаме земено брисеви од работни површини и од опрема и апаратура. Другите институции, Агенцијата за храна и ветеринарство, мостри од храна, така натаму следно. Наложени се мерки, вработените Нелиеве спомна и професорот и Светлана дека ќе ја одредени вработени, најдени се нели бактерии во нос, во брисевите. Сега чекаме резултатите од другите вие што ги наложивте. Значи, се врши контролни инспекцијски надзор, односно кога сите аномалии и неправилности кои што може во иднина да допринесат за загрозување на здравјето на учениците, се додека не се отстранат, кујната не може да биде отворена. Значи се прави контролни инспекцијски надзор во кој што се утврдува дали сите недостатоци се отстранети. Ние од наша надлежност како државен санитарен и здравствен инспекторат во делот на воредно чистење, воредна дезинфекција, дезинсекција, тератизација и санитарни книжки, воредни здравствено-хигиенски прегледи, гледаме дали се исполнети. Доколку не се исполнети, тогаш, согласно законот, се одредува глоба, која што е во денеска противредност, како што кажа согласно правилник и колешката од големината на правното лице, дали се работи за микро, дали средно или правно. Представа колку се движат? Па можем да ви кажеме казните, значи за микро прави објекти од 500 до 1000 евра, за мали од 500 до 2000 евра, за средни од 1000 до 6000 евра и за големи правни субјекти од 1000 до 10000 евра, а додека за одговорното лице казната е 500 евра.
Не ми се допаѓа ова што го зборувам, морам да признам, но Зошто? ова е поврзано со законот за прекршоци. И ние оттаму ги влечеме овие глоби. Сметате дека треба да бидат повисоки? Секако да. Кога ќе ги исполнат, значи вашите предуслови, куината и трпезаријата ќе бидат чисти, дезинфицирани, се трга едната лента. Останува вашата лента. Во глобала сите оние А мерки, врзани садови сте сите АХВ и оние мерки ДЗСИ. кои што се наведени во решението, кога ќе се отстранат, кога ќе се земат повторно брисеви од работни површини, многу повеќе од Добро. колку сега, нели, тоа што е направено, се отвара А кујна. мостри од храна? Мостри од храна, да, во текот и сега тој објект ќе влезе во позасилени. Позасилена инспекцијска контрола. Објектот како училиштето или операторот? Објект, да, мислам објектот на кујната. Операторот со храна веќе му се дава црвено знаменце каде што кажува дека имало еднаш труење, има уште едно, тоа е историјат. Нели го гледаме историскиот дел, дека не може на еден ист оператор со храна да му се случуваат неколку пати труење. Затоа веќе се засилува инспекцијскиот надзор за да се види каде е навистина проблем. Значи ви се појавува на радар. А казната ќе си ја има. Но она што можеби не го кажа за гледачите, најнепопуларен дел е дека секогаш треба по законот за прекршоци да ја одредиш минималната казна. Ако велиме дека за голем оператор кај нас, на пример, за голем оператор со храна е од 3 до 6.000 евра, треба да ја одбереш најниската, тоа е 3.000 евра. Во рок од 7 дена ако ја платиш 1.500 евра, тоа е Поравнување. значи многу мала. Така е. На тоа треба да се работи. За ако сакаме да ги зајакнеме контролните системи во ова држава. сакав да ве прашам, кој го издава или одзема сертификатот, дозволата за работење на операторот? Како иде тој процес? Операторот се регистрира од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство. Значи кај вас? Кај нас е Добро. надлежноста, да. Пред да идеме на моделите на исхрана што ги имаме во училиштата и во градинките, професоре доктор Пановски, битно е за родителите да знаат како изгледаат симптомите на труење на нивното дете, бактериско или токсично, затоа што и вие самите кажавте, затоа што и во овој случај не се знае се уште дали е бактериско или токсично, како изгледа, што треба да направат, добро, што треба да направат се знае, треба да одат на лекар, но како да направат разликата, што се првите чекори, кои се симптомите, како може да познаат што точно му се случува на нивното дете? Значи, некојаш може да се одреди веднаш, меѓутоа некојаш е тешко да се каже што е токсично, бидејќи кажав, најчести случаи се токсикоинфекциите. Добро. Токсинот распаднати бактерии, а останали живи бактерии кои потоа по неколку ден-два се размножуваат и тие се распаѓаат, тие се создаваат. Значи, кај шејакот на токсичност како што е стафилококната ентеротоксин, почна многу нагло, со многу силни болки од стомакот и повраќање. Бледило и така подраматична е состојбата, меѓутоа се зависи колку стизеле, дали Јасно, стизеле колку е внесено, 5 секогаш. шампити или се пробале една лажиче и така натаму. Понатаму колку килограми има, затоа Така е. поопасно е кај децата ако повеќе изедат и така натаму. Значи тука тешко може, меѓутоа ако се види ваква драматична состојба, веднаш треба да се повика лекар. Иначе во други состојби, кога се овие вирусни, полесни состојби, се чека од домашно лекување, му се дава. Се зависи дали може да прими течности, чај, Јасно. електролити или ги повраќа. Ако пројдат поише 12 сата, да не се смири повраќањето, сепак треба доктори. Порано дававме некои лекои кои ги забранија, реглани и така. Уште ги имаме, меѓутоа не се препорачува кај се дава B6 витамин, баш дека многу ќе му помогне, или B комплекс. Значи тука треба, основно е кај родителите да знаат, ако не прима течности, особено ако е мало дете, не сме да си играат. Мора да приме инфузија. Кај ќе ја прими? В болница, не знам, прво и основно, кај сите болести цревни, е да се надокнадат електролитите. После ќе гледаме што е, како е и така натаму. Морам за Првиот чекор секогаш А друго инфузија. е она која добива, ќе поврати еднаш два пати у денот, па може ќе добие диареја. Тука може да се почека ноќта по утредента да се види што е. Сега зборуваме за утредента. Колку е опасно труење кај дете под 8 години по неговиот организам? Кои се ризиците? Значи имаме освен дехидрацијата ја споменавте, значи може ли да се оштетат органи?
Не може секој лек не смее да се дава во големи дози, сепак е тоа кревок организам. Значи, ако збориме Кажете само го за бактериски екзотоксини, опасност кај стафилококките обично нема. Поминува акутната токсичност, се чисти детето, се порава. Меѓутоа, кај болеста што е ретка, ботулинизам или од Clostridium perfringens, па и Bacillus cereus, кој се Clostridium ботулинум е опасен, бидејќи кај мало дете, особено кај бебе, многу мала количина може да даде оштетување на нервниот систем, парализи, како што се користи за да се парализираат брчките, лицето на родителите, тоа се случува да последен пат што имало ботулинизам во Европа е кога децата јаделе мед, во кој имало мала количина. Во возрастните ништо не име, бијќи таа количина они го јадат медот, меѓутоа мали деца до 1 година може да се случи. Што се однесува до инфекциите, компликации може да направи салмонела. И затоа инфектолозите испитуваат дали е системска, дали е влезена во лимфните јазди, кај што може да стане хронична и да даде оштетување на органи. Тоа не мора да е преку храна, може да е и преку прљави раци и така натаму добиена. Тоа инаку кога зборувавме за ова земање на примероци, баш сакам да нагласам дека е многу важно кога ќе се земе. Во овој случај релативно брзо се земе. Да, во вторникот, како што кажавте, во вторникот одма. Инаку до сега што снимале случаи, ако операторот разбере дека имало свадба и некој му се јавија во свадба, вика пола души у болница заврши од помлади, почисто кујна нема нигде да најдете. Тоа свети се, храна нема нигде. Ја ќе кажам, малце да се насмееме, не да смееме, 72 вие, не знам дали сте биле родени. Јасно. Во клубот на пратениците, кај што дадат политичари, дочек на нова година, се случи масовно труење со стафилококон ентеротоксин, кај што парфето го згреале малце и кога десерт го изеле. Бидејќи саат време може да трае. Овако луѓето почнале и таму да повраќаат. Тоалетите биле до пола метар повраќаници. Ама никој не кажал, сите мислеле многу испив. Некој испив на чаша, некој пет. По улици, пошто не оделе со коли, тоа мало Скопје, па враќаат, особено жената повраќа, може да држи па се срамат, мислат кој знае што е. Да, утрената има масовна хоспитализација и што се виделе тоа студент. Санитарните книжки, шоферот од клуб на пратеници поврски ги носили, само му дирале печат. Никој од тие никад не бил на санитарен преглед и така настрада тогашните политични. Се беше изчистено. Што се случува кај стафилококот? Храната ја фрлаат во ѓубре, а мачките се многу осетливи на стафилококок ентеротоксин, дури има и тест порано. Не е хуман, да не ме чујат овие сега не постои, кет тест. Добро. Мачката намали. Ќе одите на ѓубрето, ќе најдете, а овој случај се најдува мртви мачки, масовно, кои што јаделе од фрлената храна, од парфето, и ја имате диагнозата. Не ви треба ништо. Стафилококно труење. Завршено. Не треба ни лабораторија. Да се фати моментот, храната ќе се зачува, а она јајца, млеко, месо, таа може да не ја фрлат. Меѓутоа, ваше е обработено, статоците може да ги Јасно. Да ги фрлат и тоа ќе остануваат само пациентите. А кај пациентите е токсин, тешко се докажува. Може во храна, али салмонела, кампилобактер, ако има до сега, може би ќе се најде. Норовирус, уште да се вратам за тоа, да не ја забравиме водата, бидејќи таа се спомна. Да, не ова чешмите, тоа е хигиенска работа. Ако нешто правеле во училиштето во дворот, па моментално се загадила водата, значи се измешала со прљава вода краткотрајно, може би тука норовирусот, значи од фекали, од канализација, да некој дете се заразило негде петок, сабота, па почнало да шири на другите деца, па така се ширило. Јасно. Во вторник било окей, меѓутоа дали било понеделник или не било окей, не знам. Вторник денот, нултиот дели, како нешто останува како мисла. Сега тука пак имаме епидемиолошки. Пола од децата, мои искуства, внуци имам 4, носат вода со себе.
И пак може да направите дали е водата или не. Не се напил вода никогаш од чешма во живот. Може би не јадел ни од таа мусака што вели мене. Се тоа повеќе важи отколку на крај ова на крај само потврда за нешто, а ова друго што го збориме е превентива за понатаму, хигиената. Слободно. Морам само да дополнам и да бидеме појасни за гледачите. Во понеделникот е јадено конфлекс со млеко за доручак, мусака за ручек и круасан како ужинка. Јасно. Секој оператор со храна денес што ќе сготви од сите оброци мора да остави примерок во фрижидер, кој што се чува 24 часа во случај да не се случи нешто. Имало контролни примероци и буквално овие контролни примероци се испратени на анализа. Утре дента во вторникот, утре дента во вторникот, кога отишла нашата инспекторка, бил послужен доручак. И тука е веќе стопирано, затоа што има најава дека има веќе деца хоспитализирани и тогаш се земени контролните примероци од претходниот ден и тие примероци се анализирани. Тоа е де факто дека во мусаката имало ентеробактеријација. Но тоа не знам, да видиме дали да видам резултат дали има, бидејќи утрото е повторно доручкувано, да видиме што е со доручекот од вторникот. Каква е анализата од доручекот од вторникот? Затоа што се уште нема резултат. Што доручекот вторникот исто не знае. Не знам да го видиме тоа. И тоа е многу исто важен сегмент кој што би дополнил делот. Да чекаме анализата на ИЕЗ. АХВ е задолжен за трасирање на ланецот на исхрана. Лазов, вака, според вас, вашето искуство и како лекар, еве и во санитарниот инспекторат, каде ги лоцирате слабостите или ризиците во овој систем, во овој ланец на исхрана со оператори во училишта, според вас како санитарна инспекција, бидејќи сепак вие излегувате на терен кога веќе ќе има масовно труење? Вака согласно нашите надлежности, Државниот санитарен и здравствен инспекторат нема надлежност во операторите за промет и со храна. Ние како Државен санитарен и здравствен инспекторат не вршиме редовни и воредни контролни надзори, освен кога имаме епидемиолошка индикација во кујните. Но согласно годишниот план на работа, Државниот санитарен и здравствен инспекторат врши редовни инспекцијски надзори и тоа најмалку еднаш годишно во училиштата пред крајот на школската година, во кој што правиме увид во санитарно-техничката состојба и санитарно-хигиенската состојба во училиштата. Бидејќи тие се во ризична категорија како што и АХВ што ги става. Значи тоа го правиме во воспитно-образовните установи, меѓу другото, значи тука се градинки, училишта и студентски домови. Царски домови? Студентски домови, но Државниот санитарен и здравствен инспекторат, која споменавте, има широки надлежности, вршиме и во социјални установи, вршиме и во јавни установи, аеродроми, пазари, станици во здравствени установи, во установи каде што пружаат хигиенски услови, флизерници, козметички салони, за тетовирање. Значи вие продолжувате кај што АХВ застанува во суштина. Но веќе да се задржиме на темата, значи ние вршиме надзор во уставно образовни установи, каде што при надзорот гледаме во просториите, прво техничката состојба, какви се, дали е варосано, дали подовите се коректни, доколку имаме одредени недостатоци, се наложува со наредба тие недостатоци да се отцрнат во зависност од големината на тој недостаток. Пример, ако треба да се санираат санитарните јазли, Што се има за тек на довачите инспектори при тие надзори? Вршиме надзори во градинките исто така, занималните
не знам, училишните клупи, деловите на пералната, деловите на пералните, па може да кажем да, значи се имаат вратено да кажат ова е ужас. Ние како државен санитарен и здравствен инспекторат делуваме превентивно во овој дел и со самите наши надзори гледаме сите овие недостатоци да бидат отстранети. Значи во делот на, не знам, во играчниците, пример, во градинките, дали играчките, колку се дезинфицираат, оние што се од мека тканина, колку често се пераат, дали имаме хартиени бришачи за дечињата, од каде пијат, пластични чаши, не знам, од делот на училиштата, физкултурните сали, сооблекувалните, вршиме контрола на тоалети, работа на чешми, не знам дали функционира канализацијата за отстранување на тие диспозитиво на отпадни материи и така натаму. Значи, најмалку еднаш годишно и согласно правилникот, потребно е најмалку 2 пати годишно да имаме извршено дезинфекција и еднаш годишно дератизација, дератизација и дезинсекција, но доколку имаме појава на бубачки глодари, тогаш секако и потребно е и тоа да се повтори. Одиме со АХВ. Значи, што покажаа вашите контроли во училишните кујни 2025? Што све видоа вашите инспектори? Добро, многу добро, одлично, лошо? 24-та година извештајот е објавен транспарентно на страницата. Јас би апелирала до вас, новинарите, посебно оние кои што истражувате и работите во области поврзани со превенција на здраве на луѓе, може повеќе да работите на оваа тема. Добро. Зошто? Затоа што на вистина ќе видите податоци кои што некако во јавноста не се споменуваат. Морам вака да зборувам. Зошто? Затоа што имаме 30.000 оператори со храна регистрирани и одобрени во државата. 30.000? 30.000 оператори. Овие 30.000 оператори со храна, затоа што ние го контролираме целиот ланец. Од фарми на животни, од берба, после берба нели растенијата влезени во магазин, плодовите од растенијата, увоз на храна, извоз на храна, сето она што се произведува, преработува, доработува, манипулира со храна. Се спакува и се носи на децата на тањер. Се спакува и се носи, сите ние, нели сме потрошувачи. Глобалниот пазар ни е во државата. Работат 180 инспектори, меѓутоа се поделени, имаме гранични гранични премини, терминали, каде што знаете на дел од граничните премини мора да имате 24 часовна смена и така да се сведуваме на некоја бројка од 70 инспектори за храна и околу 140 официјални ветеринари. Нашава бројка на инспектори врз основа на сите годишни и повеќе годишни контролни планови и она што е наложено дека мора да имаме посебни планови како обврска према инспекцијски совет, ја можам само да ви кажам дека правиме околу 50.000 контроли. Годишно. Тоа му доаѓа по 30 дел се редовни, дел се вонредни и верувајте дека папсани се луѓето. Баш као она што велам, многу потрошувачите и доај добро, не научија и поднесуваат исто представки, што треба тоа треба така да работи самиот систем. Во училиштата и во градинките, каква е состојбата? Се зависи од одговорноста на менаџерскиот тим, кој што во еден дел не сваќа дека постојано инспекцијската контрола му укажува дека треба да работи согласно законот, да го применува законот и треба да биде менаџирање, но превентивно, во насока на заштита на здравјето на човекот. Ако ние менаџираме реактивно, ние ништо не правиме. Така. Ако обврска има операторот со храна да имплементира стандард, каде што вели дека мора да се изанализираат сите опасности, точно да се утврдат кои се критичните контролни точки, да исполни 12 предусловни програми, меѓу кои што е
здравје кај персонал, здравствен статус на персонал, обука на персонал, обуката внимавај. е многу битна. Значи ние имаме персонал кој што не доаѓа од области на угостителство, прехранбена технологија, имаме персонал кој што доаѓа со средно машинско, па мораш да помине основни познавања од областа на хигиена на храна за да влезе и да манипулира со храна во кујна. За жал и тој персонал е веќе се намалува. Се намалува и тој персонал. Опремата, просториите мора да претрпат реновирање, реконструирање, да се обезбедат нови кујни. Рачното миење на садови е веќе завршено, мора да има машини, кои што машини за садови, после тоа ќе треба да потврдиш да не останал па и хемиско средство или детергент на материјалите во контакт со храна, па да направиме и хемиски проблем во храната, да внесеме нели хемиска опасност. Дезинфекција, дезинсекција, дератизација, за тоа не сакам да разговарам, санитарни книшки, што вели професорот, се случува, да видиме, може би и кај нас се случува да се удираат само печати, не знам. Од друга страна имаме и луѓе кои што, знаете како, одговорноста е на секој вработен, дека јас, ако денес сум на стината, и ако кивам, и ако кашлам, јас мора да кажам дека и треба да бидам отсутна од работа. Веќе имаме вработен кај кој што е констатиран стафилококус аурес, додека не се излечи, додека брисот покаже дека е негативен, тој не смее да се врати и да работи во храна. Тешко дека он е изворот на... Но од друга страна, освен одговорноста на операторот со храна, одговорноста го ставам и на оние кои што ги објавуваат тендерските спецификации и кој оператор ќе го изберат. А тоа се? Тоа се во некој случај директори, во некој случај општината си ја превзема врската. Тие постојано треба да бидат во контакт со надлежните служби и точно да знаат што бараат. Не може најниската понуда, најниската цена да биде прв репер дека било каква храна или најниско платена храна треба да влезе во градинката. Од друга страна, во еден дел зборуваме за безбедност. Треба да зборуваме и за квалитетот на храната. Кога објавуваш техничка спецификација, дали на детето ќе му дадеш млеко со 3,2% млечна масленост или 2,8 или ќе му дадеш млеко во прав, на вистина одговорноста е ваша што ја објавувате техничката спецификација. Има и такви? Има. Агенцијата за храна и ветеринарство исто така има изработено заедно со другите надлежни служби, во координација сме со другите надлежни служби, со Министерство за здравство, Институтот за јавно здравје, центрите за јавно здравје и санитарен инспекторат. Контакт точка сме за Европската агенција за безбедност на храна. Знаете колку брошури, колку прирачници имаме изготвено, се е ставено на тацна кај операторите. Мора да се чита. Но мора да се чита и одговорните лица на градинките и на училиштата. Кај градинките морам да кажам дека малку е подобра состојбата, зошто? Затоа што кујните се менаџирани од страна на градинка, значи се во сопственост на општината. Раководно лице е и одговорно во правното лице е директорот на градинка. Во училиштата, кога е донесена нели таа политика 2008-2009, 2005 е почнато така слушнав, да се дадат на приватните оператори е веќе тука куршлос. Тука не веќе се кујни, знаете туку како... се кантини веќе. Па не, тоа се простори со опрема за текната. Порано знаете дека кујните во училиштата беа во рамките на училиштето и училиштето беше одговорно за нив. Сега буквално се склучува договор и си доаѓа приватен оператор. Тоа е, знаете како, ајде приватниот оператор се договара со директорот на школото, добил на тендер, прават некоја менаџерска политика, кој кого ќе контролира, кој за кого е надлежен. И овој оператор со храна, после тој има подизведувачи. Тој набавува од еден храна од друг. Дали е доверлив добавувачот на храна? Многу треба на тоа да се внимава. Со какви возила се доставува храната? Многу треба да се внимава, затоа што имаме случаеви каде што храна и што не бара термички режим, храна што бара и термички режим само ладење, храна која што бара термички режим минус 18 до минус 22, сето да влезе во едно возило. Недозволиво. Од друга страна, тоа се го имате за текнато. Опремата во делот на колку се користат термометри при прием на суровина, каде се чува суровината, по зготвување на оброк, дали се става на соодветно место, на соодветен температурен режим, дали се мери температурата, еве зборуваме за централна кујна,
Дали централната кујна мери температура на оброк, колку време е поминато после готвење на тој оброк и дали другата кујна во школото исто има термометар кој што ја мери температурата на храна, затоа што ако се сготви оброкот во една централна кујна, таа мора за 2 часа веднаш да се пренесе со истата температура во другиот објект. Веќе друго ништо не признава. Значи нема подгревање, догревање, ништо тоа. Не, кај деца никако. Значи мора на тоа да се внимава. Така да кажувам дека многу чекори се битни и наоѓаме недостатоци. Но нешто што е вака, мој предлог, ние 2023-2024 година направивме едукации за секој вид на персонал во кујните, затоа што имаш садоперки, имаш главен кувар, помошник кувар и слично, за градинките. Направивме едукација на 750 луѓе, буквално ги опфативме сите на ниво на цела Македонија. Што сите недостатоци кои што ги утврдивме, ги ставивме на хартија. Кога ги укажавме на директорите и на градоначалниците, можам да се пофалам дека се направија реновирање на кујната, набавување на нова опрема, на нови садови и така да имаше ефект. После тоа пробавме со училиштата и со студентските домови. Некако се пролонгира делот затоа што имаше промена на власта, баш во тој период ги фативме и после тоа кога се промени власта, одевме веќе со нова програма ни бараше владата и како програма рековме ајде, затоа што имаше реновирање во одредени студентски домови, да одложиме, да ги ставиме за 2026, а сега 2025 сме по средните училишта. Беа опатени и Комисијата за заштита на права на пациенти во градот Скопје. Имаме неколку теми, меѓутоа воглавно се свртевме на учениците во средните училишта, едукацијата ни е во делот на примена на енергетски пијалоци, спортската храна, додатоците во исхрана и онлайн продажбата на храна. Интересни теми. Тука ќе мора да ве прекина, мора да викнеме, да го повикам вториот блок на реклами. Се извинувам, одиме со реклами и се враќаме на завршните зборови во дебатата. Се враќаме во студиото на Топ Тема со оглед дека за жал немаме многу време, имаме еден круг прашање за секого од вас по 60 секунди. Почнуваме со вас, господине Лазов. Санитарниот инспекторат, колку казни има изречено оваа година и што вие би смениле во системот? Како би го подобриле? Како што спомна професорот Пановски, во овој дел за кој што разговараме вечерва, операторите на храна, веднаш по вакви состојби, ги превземаат мерките на моредно чистење, моредна дезинфекција, дезинсекција, дезинтерација од овластен изведувач, односно установа која што има дозвола од Министерството за здравство и е внесена во регистарот на тие услуги кои што ги вршат. Во овој дел немам изречено, но согласно нашата широка надлежност, во делот на здравствени установи, во делот на козметички салони, имаме во тој дел тука изречено казни. Секако предизвик за нас е она што го спомна и колешката Коларич, во иднина е зголемување на бројот на инспектори. Со зголемувањето на бројот на инспектори, дополнително се зголемуваат и надзорите, а со зголемувањето на надзорите секако и се елиминираат понатамошните недостатоци и пропусти. Дали тоа во делот на воспитно-образовните установи, дали во делот на здравството или во делот на оние други области каде што ние како санитарни здравствени инспекторати имаме. Значи подобар систем преку повеќе инспектори. Секако. И зголемени казни. Да. Професоре Пановски, вие како би спречиле за да не лечиме? Па добро, што кажа соговорниците, на хартија кај нас многу се напишам да се спроведува што повеќе, да имаат можност да бидат стимулирани со повеќе инспектори, со повеќе кадар на терен, да тоа навистина ако се спроведува. Тоа е европска работа, не сме го измислили ние. Едукацијата е многу важна и наевтина, тоа е многу добро. Миење на раце кај децата за да нема на чешмите овако. Или како да ги измие рацете пред да отвори чешмата. Ако сакаме да нема, тама треба да даеш можност да тоа или да го едуцираш како да
да тоа го направи или како да измие после. Чесмо да тоа има многу ефикасни овие што ги имаме во болниците ние. Алкохолни триења што многу брзо им се многу ефикасни, а се суши алкохолот. Што се однесува до мојата дејност лабораторија, секако се има молекуларни методи, нови апарати да се воведуваат, да може и за пола сат да се каже што било во храната, било кој пациентот, за што се работи. Јасно. Брзи резултати од лабораторија. Брзи резултати или контакт со установи за тешки труења. Како мала земја, ние мора да имаме и контакт, а тоа мислам дека има и институтот, се разбеде и овие тука агенции, да може некои материјали за, не дај Боже, нешто да се прати таму на потврда, да се докаже дали е или не. И најмногу да се даде акцент на, рековме, кампилобактер, салмонела, таа ентеробактерија, некои видови на ешерихија, стафилокок, а од храна да се внимава јајцата, млеково прах, фала Богу, не смее да се користи, по мен најопасно е од животинско подрел, најмногу салмонела може да има. Месо и овие, што кажаш, сладки работи да се Благодарам. На нив да се внимава. Останува на вас, се извинувам за краткото време, но тоа е тоа во 3 реченици како ќе го 24-та година 10 епидемии на труења, но од наша страна издадени решенија и наредби за отстранување недостатоци, забрана за работа 1658, понудени порамнувања 310, поднесени барања за прекршочна постапка 7. Мора заедно да работиме, мора да ја подигнеме свеста, мора казните да ги зголемиме и мора да продуцираме одговорни оператори со храна. Ви благодарам. Тоа беше се за вечерашната емисија Топ тема. Да, труењата со храна во училиштата и градинките се реалност. Може да се спречат, едукацијата е еден од начините, како што кажа и моите гости. Ви благодарам многу на вниманието, ви благодарам и вам на присуството и ве повикувам да останете на програмата на телевизија Телма.